Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, во новото издание на вашата емисија Агроспектар. Темите кои ги работиме секогаш се со цел пред се едукација на земјоделските производители со се она што е ново во фитофармацијата, во заштитата на земјоделските култури, меѓутоа и совети околу агротехничките мерки. Така ќе биде и ова издание на Агроспектар, затоа останете со нашата програма. Заедно со нас е професор доктор Исто Вучков. Добро ни дојдовте. Добро е најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И морам на почетокот да кажам, од тие бројни јавувања, она што КТВ телевизија со таа редовна емисија од едукативен карактер прави, се гледа оној голем недостаток на едукација на земјоделските производители, бидејќи сме во оној интензивен период на користење на хемиските средства за заштита на ѓубривата и гледаме дека навистина голем дел од производителите прават непотребни трошкови токму ради недоволната едукација, ненавремена диагностика и ред други работи кои го тоштат и така изнемоштениот джеп на производителот. Јас се надевам дека таа емисија ќе добие во своја содржина со тоа што производителите со едукација можат да очекуваат квалитетно производство без токсични творби и економски оправдано. Говориме цела година дека времето не е во прилог на земјоделските производители, воопшто не е во прилог на земјоделското производство. Имаме повторно прогнози дека не очекува нестабилно време и во наредните денови со високи температури. Професоре, како ова се одразува врз земјоделските култури? Постои ли се уште опасност од врнежи од град? Точно е тоа што го рековте. Ние во една од претходните емисии рековме ова пролет е толку нестабилна, со турбулентни периоди, каде што буквално не го почувствувавме оној преод од пролетен амбиент кон летен, а веќе календарски влеговме во летото. И сето тоа се должи на онаа турбулентна, би рекол, глобална климатска промена во светски размери, бидејќи свесни сме ова недела што се случи во Србија. Имаме големи поплави, пред тоа во Хрватска имавме големи врнежи од град и ред други работи. Балканот и комплетно времето од тие глобални размери е навистина пореметено и сето тоа предизвикува кај луѓето тоштање, појави на болести, а во земјоделското производство тоа значи уништување на големи површини од градот, а со дождовите поволен услов за појава на одредени болести. И кога збориме за времето, јас морам да кажам, тоа што сега го доживуваме, еве сега овие денови, ќе имаме пак налет на такви кумулонимбулуси, кои носители на град или стратосите, каде што, барем до сега, мораме реални да бидеме, она нова метода која е присутна, со одредени исклучоци и мали пропусти, бидејќи е прва година со такво нешто, мора да бидеме задоволни, бидејќи јас сум среќен искрено да кажам, тие повеќе од 20.000 хектари во Кавадарци се уште немаат почувствувано она што минатата година мои клиенти велат: професоре, добро почнавме со заштитата, градот уништи се. И тука е веќе приказката завршена. Таквото нешто досега го нема, пожелно и да го нема, таа, как да ја кажам, ангажираност на тие екипи таму со новите методи, со засејување, секако даваат резултати. Да се надеваме дека и овие бранови сега, бидејќи рековме ние во таа долгорочна прогноза дека до 15-20 таму, значи на 12 јули е Петровден. До 15-20 пак имаме многу промени проследени со врнежи од дожд и бидејќи температурата од ден на ден е се повисока и тука стварањето на облаците секогаш одат со тенденција на градобитност. Тука таа будност верувам дека ќе биде до крајот на годината успешна и таа методика веќе да се устали, бидејќи голем дел од производството секоја година, како што реков, ние губиме од таа градобитност, каде што навистина штетите се ненадополнени. Е така. Долгорочната прогноза зборува пак на промена на времето.
Кога збориме за хидролошката состојба, пак кажеме оптимизмот е тука, бидејќи акумулациите, тоа го реков ми минатата недела, акумулациите се на едно убаво, завидно ниво, каде што сега, оние пеколни месеци кога дојдат јули, август, кај што температурите се над 30 степени, тука ќе имаме можности за наводнување нормално со добро организирање на водостопанските организации кои на вистина од осамостојувањето кога постоеше една права водостопанска организација која имаше квалитетно одржување на примерната мрежа, квалитетно одржување и на секундарната мрежа и правење на хидранти со опфат на цела обработлива површина. И луѓето имаа крајно задоволство. Сега тоа е растурено и тоа мора подхитно да се обнови за да секој земјоделски производител честно си плаќа за водата, но да има тогаш кога тој сака. А не да биде тоа распоредено во неделата еднаш, ќе чекам вторник да дојде или петок да дојде за да наводнувам. Тоа самата клима, самото растение не е по такви шеми. Растението ќе биде успешно со својот генетски потенцијал и принос и квалитет кога ќе има континуитет од снабденост од вода. А водата во секој растителен вид е од 80 па до 95% учесник во стварање на плодот, во трансформација на храната, во сите функции на растението. И затоа таа сериозност за рационализација на користење на водата мора со едукации на луѓето да им се дообјасни дека секоја капка вода вреди злато и дека треба рационално да се користи. Ние ја немаме таа култура, ја немаме таа дисциплина, мора да признаеме, секој од себе кој тргне ќе видиме дека водата како да ни представува некој вишок, па кога сакаме и каде сакаме може. Затоа мораме да рационализираме и трошењето да биде согласно потребите. Согласно потребите и тоа е, затоа што таа значи опстанок и на човечкиот род и на растителниот свет. Какви се состојбите, професоре, во аграрот, на што се насочени земјоделските производители во овој период? Состојбите, јас ќе ги опишам во една тенденција кон влошување, бидејќи локалниот карактер на појава на врнежиот дожд, негде и град, обусловува и појава на одредени болести. За ервинијата рековме дека ја има и голем дел од тука, оние газди што земаа површини малтене џабе, сега тешки тонажи од кај крушката губаат точно од непочитување на науката и струката. Ервинијата си има свој метод како да се санкционира, како крушката со ервинијата и со псилата да се уништи, ќе има принос, а крушката за овоштарите тоа го знаат, е најпрофитабилен тип овошен вид. Значи, крушката, кога изеваме на пазар, знаеме дека најскапо овош е секогаш е крушата. И сето тоа е една работа која треба луѓето кои ги имаат површини добиено со тие трансформации да ги предпочитаат и да добиваат приноси. Карактеристично е ова недела за од овоштарски аспект една големо незадоволство би рекол на производителите на вишња. Вишните ова година, бидејќи имавме пролетта таква како што беше, имавме успешно цветење на вишњата. Тоа успешно излезе повеќе од успешно и имавме една генетска појава, која ретко се јавува, близнење на плодовите. И преку, во Штип, во Струмица, во други насади од вишња, према Пехче, во Беров, ова година е карактеристична по тоа близнење на вишњата. Значи, наместо еден плод, квалитетен од вишња, што ќе оде да се смрзне, да се доработува, тука доаѓаат два плода, со две коски. И конзистенцијата на месото не е квалитет како што треба да биде. И тука има голем хендикеп и што е трагичното оваа недела, што дојде до мене,
За вишњата, ако минатите години беше откупот солиден, оваа година ми велат производителите на вишња кои имаат површини, она до сега требаше веќе да биде обрана, затоа што ако не ја обереш тие денови кога е она технолошка зрелост, тогаш таа ќе те обере. Значи не можеш да ја обереш и капнува едноставно. И се случи сега и да не прашат вика откупните организации. Оние неколку од тие фирми отишли у стечај и сега вишњата буквално од тај југоисточниот дел од Македонија, вишњата поголем дел остана на самите дрва. Барем за сега. Доколку за овие неколку дена не се најде начин, затоа што има можности да се таа обере, да се стави во ладилниците, да се замрзне и после тоа да се доработува. Но, сето тоа велат, трговците не се заинтересирани за откуп на вишња. За цена и не прашат. Викат, само нека ја земат. Така да, таквите нешта се должат на онаа што секогаш го збориме. Република Македонија ја нема генералната стратегија за опстојба на аграрот како стожер во таа држава. Доколку има тоа, одма ќе се ангажираат и ќе кажат да, тоа е производ кој вреди, ќе го замрзнеме, после ќе го доработуваме. Или други производи. Но, таква е состојбата, каде што сега со вишњата дел од луѓе викат јас ќе ја копачам и не сакам повеќе да оти мислат дека тука со она близнење на плодовите, дека тоа ќе биде и може и да биде како наследна оваа особина. Каде што од таквите плодови нема да имаат никакви резултати. По однос на другите култури, за таа состојба во аграрот, тоа е во блиц, ќе го кажам, затоа што сакам да се задржам за оној потенцијал што сега е најопасен, а тоа е нема производител кој нема пепелница. Ќе го кажам зошто. Значи, кај другите култури морам да кажам, тутунот е во една фантастична напредна фаза и ова година очекуваме добри приноси од тутунот. Жетвата на јатмото веќе почна со приноси кои ите како се симптоматични, квалитетни и високи, и пшеницата која е во фаза на дозревање веќе на она права берба, прав момент за следните 10 дена да се почне со жетвата. Значи, тука имаме едно оптимистичко видување на добри приноси од житото, кое нешто во Битола велат тоа не било неколку години. Бидејќи се има топлотни удари, има ниски приноси, има се. Сега се очекуваат добри резултати од тоа. Сега сам ќе тргнам кон тоа се за виновата лоза. Токму така, виновата лоза е во центарот, болести, штетници, заштита. Сега, ова недела, јас го тоа предупредував и од поодрано. Ние сме сите свесни во тие едукативни емисии, зборевме дека ние буквално немавме зима. Тоа ќе се сложите. Значи имавме блага зима, каде што сите патогени презимија. Јас чак носев и они гранчиња од оние кафеави флеки на ластарчињата, каде што пепелницата во големи размери превзими и сега тој потенцијал што се јави. Ние занемаривме во првите фази од развојот на виновата лоза, се изчека многу и пепелницата сега е во една голема експанзија. Лично, еве, кај мене, во дворот што имам виновата лоза, 3 пати одев со најсуштинските препарати, меѓу кои еден и денес што ќе го обсервираме, тоа е каратането, кој е чистач буквално чистач на пепелницата. Пепелницата успева да створи брза резистентност, да створи пак фруктификација, нови инфективни процеси. И затоа мора да знаеме дека со тие препарати кои се оди со пепелницата, сите се квалитетни препарати, но мора да ја сватат лозарите суштината дека диагностиката, односно одредување на правиот момент, кога превентивно
уште со примарната зараза на пепелницата, треба да се изврши еден ударен, јак ефект со тие препарати за пепелницата, дали ќе тоа колисот како системи кој го блокира мицелиумот буквално, дали ќе биде тоа каратанот кој чисти оние фруктификациони органи, кониди и така натаму, или ќе биде кумулусот, или во крајен случај и онај сумпур елементарен кој беше во свое време легенда по однос на појавата на пепелницата. Ние вршевме со авионски третирање против пепелницата, чим се тоа направи, пепелницата тука секнува, се зауздува и нема никакви проблеми. Тоа го зборам од причина што во Република Македонија, во сите региони, во Штибев, во Свети Николе, во Струмица, Гергелија, нема кај што ја нема пепелницата. А Кавадарци има одредени исклучоци од луѓе, прави стручни луѓе и практичари, каде што пепелницата ја знаат дека превзими и уште во фаза на првите појави. Оти ние тогаш имавме, се сеќавате кога зборавме необично време, 30 степени беше во февруари, март, април. Значи тогаш она фруктифицираше. Тие паметни луѓе тогаш отидоа и сите некои им се смееа чак. Сега кумулус вика или каратан или ова колис користи, викат што ќе му тоа? Тоа е сузбивање на почетната примарна зараза. А во таа физиологија или биологија на развој на болестите, тоа цел живот го работам, значи примарната зараза, ако се следи, а таа почнува со фруктификација кога температурата е исполнета, влагата е исполнета, патогенот е тука и тука имаме ние веќе инфективен процес. Тука производителот со пресек и квалитетна апликација, ала старчињата се уште мали, тука тој прави чистка и немање на можност на ширење на пепелницата. Има такви луѓе, поедини во Квадарци, јас им честитам на тоа, и сега сите имат пепелница, он нема пепелница. Зошто? Затоа што диагностицирањето го предихитри и тој превентивно 2 третмана отиде да ја сузбие и сега нема потенцијал за развој на пепелница. Зошто тој нема пепелница? Затоа што мудро постапил со еден банален препарат кумулусот, кој ни 200 денари не е по кило, тој успеа да ги тие почетни развојни фази од развојот на болеста да ги санкционира. Тука не само со пепелницата, со следливоста на гроздовите молци исто е значајна работа. Ако првата генерација ние ја следиме и го одредиме правиот момент на третирање, ние нема да имаме популација од втора и трета генерација кои прават најголеми штети при прошаракот, каде што потечува после тоа ботритите се јавува и тука се јавуваат тие колатерални штети по ова. Или за пламеницата. Ако се следи примарната зараза и тога се пресече, нема фруктификација на габата, нема секундарни зарази и додека видиш гроздот да го чукне и пинок станал и треба да го од таков грозд нема ни принос. Значи тие се стручни работи и затоа овие наши едукативни емисии се со тој карактер. И ние кога збориме сме на располагање без никаква надокнада да помогнеме на секој производител, тоа треба да биде сватано како лично моја желба, бидејќи Кавадарци заслужува да има квалитетни производи, затоа што има фамилии кои се занимаваат со грозјето со години и кои им е насушна потреба тоа со тоа што правиме. Рационализација, наместо 8 прскања, се одат со 2 или 3 прскања, ама стручни во потребните временски периоди. Во потребниот момент. За ѓубрењата исто. Ке си направи агрохемиска анализа, да не фрла без веза ѓубре. Сите тие работи се основната појдовна работа на нашите едукативни емисии. Колку тоа ќе биде препознатливо, јас знам. Бидејќи паметните луѓе се јавуваат, се консултираат, сега имате вие Кавадарци луѓе со домати. Во Виничани имате луѓе со пиперка. Доаѓаат во Струмица, носат анализа и викат знам што добивам и кои резултати ги добивам.
И тоа нешто е онаа суштинското кое треба да профункционира И да на го работи производител, секој земјоделец. на производителот му е потребна, насущна потреба да има рационално, економски оправдано и нетоксифицирано производство. Вие не сте како новинар должни да излезете на пазар да купите домати кои се прскани со прва група отров или вчера прскани, денес ти го консумираш. Сето тоа е до совеста на производителот, но и до неговата едукација. Тој ќе одржува каренцата, да го заштити и консуматорот. Ќе го заштити и својот джеп. Таквото нешто треба да биде препознаено пред се од луѓето кои ја водат општината. Но тоа нека биде наша окупација, да ние на производителите дадеме од доменот на нашите можности сето тоа што можеме, а да ти изведат квалитетно производство. Тука предлагам да го погледнеме прилогот кој говори за новините кои доаѓаат од фитофармацијата. Во овие едукативни емисии секогаш се трудиме да вградиме нешто кое е од интерес за успешна заштита на земјоделското производство од тие непожелни чинители кои од година на година причинуваат се поголеми штети во земјоделското производство. Ние ред емисии имаме со најнови зборови на науката, однос на инсектицидите, хербицидите и фунгицидите како една голема група која навистина заслужува внимание преку овие едукативни емисии да дојдеме до на вистинска состојба и начин на примена на фунгицидите кои се добри заштитници на земјоделското производство. Сме на почетокот од годината, вегетацијата веќе стартува и не случајно ние сега правиме оние прави прегледи од практичен стручен аспект, прави видувања и импулси од теренот, што и како дел од патогените имат преживеано и во кое време може да се тие јават како чинители на одредени штети во тоа производство. Сите сме свесни дека се соочуваме со брзи временски промени, сите сме свесни дека имаме необично високи температури, каде што фруктификацијата на одредени патогени кои на некој начин имаат презимено, тие веќе во многу раните фази може да причинат големи штети. Бидејќи до сегашното шаблонско заштитување на производството, па треба да има големина на ластрот толкава, треба да има листот толкав да биде, толку влага да има и ред други фактори, веќе се минато, бидејќи оние промени на времето кои ги имаме, тоа е навистина загрижувачко и апелира на неопходната будност за појавата на одредени патогени или штетни инсекти како изненадување. Тоа го збориме од причина што минатата година при крајот на есента знаеме дека точно кај виновата лоза имавме еден таков случај на недоволна заштита, немарност би рекол и на лозарите, и пепелницата и дел од другите патогени, како што е ботритисот, како што е пламеницата, тие, па и гроздовите молци, тие успеа да превзимаат на еден свој начин. И она при кроењето, кога одевме на терен, може чак, еве, тоа може камерата чак и да го покаже, дел од ластари, еве како што е овој,
гледаме покафенувања на одредени зони, тоа се зимски форми каде што превзимуваат одредени органи и на пролет ќе се појават во одредена фруктификационна форма и ќе го нападнат младото ластрче кое е сега во подем на пораст. Денес ќе кажеме нешто повеќе за еден навистина квалитетен, би рекло релативно нов препарат, кој место секако има не само во лозарството за успешно сузбивање на пепелницата, туку и во градинарството, туку и во сите други култури, бидејќи има многу позитивни карактеристики пред се за оние сумпурни соединенија, кои беа и се успешни за сузбивање на пепелниците, но при тако мало невнимање на температури, повисоки температури, сумпорните творби можат да предизвикаат одредена фитотоксичност, кое нешто е многу штетно, посебно за градинарско производство, доколку се појави некоја фитотоксична реакција, тука се губи производство. Пример, кај краставицата, било кај која култура, кога е пепелницата посреди. Затоа ние денес, не случајно, на почетокот, како што рековме, од вегетацијата, ќе кажеме нешто повеќе за каратанот гол, како еден навистина вреден, суштински фунгицид, кој заслужува внимание за негова обсервација и уште во првите прскања, бидејќи кај нас знаат температурите да бидат уште во мај месец високи, при примера на сумпурот може да се јави некои фитотоксични состојби. А каратанот е токму по таа основа еден од фантастичните препарати за успешна борба на сите растителни видови од пепелницата. Збориме успешна за тоа што неговото пред се превентивно делување, куративното делување и ерадикативното делување се карактеристики со кои се на еден начин одликува со позитивни особини точно каратанот голд. Тој како контактен фунгицид, значи успешно пепелницата уште во ранните фази, зимските форми на презимување, кај виновата лоза, кај почетокот на развој на краставиците, каде што знаеме сега краставиците во развој, кога се во пластеничко производство, температурата се развива и над 40-50 степени. Тука каратанот ја успешно сузбива пепелницата, а од друга страна нема никакви фитотоксични ефекти. Значи, со својот превентивен третман, тој навистина и куративниот и крајното ерадикативен чин на делување, тој навистина дава фантастични резултати. Значи, спаѓа во групата на динитрофенили, кој е нешто, ова група навистина мора да кажеме дека е група на средства кои навистина пепелницата, која не е мал проблем и во лозарството, и во пластеничкото производство, и кај житата. Едноставно пепелниците, некои ги сметаат дека пламеницата е поопасна од пепелницата. А има луѓе кои се искусни и лозарите велат пепелницата ако те фати и превари, а она знае тоа во оние по-згуснати места, да закаснеме со плевењето и така натаму, пепелницата право тргнува по самото оплодување на виновата лоза, може да видиме гроздот побелел и веќе назад враќање нема. Бидејќи тоа зрно, кое е инфицирано, доаѓа до
значи негово оштетување, некротична зона ствара патогенот и зрното кога расте многу лесно пука, кое нешто може камерата да го покаже овде. Гледате и сами, значи зрната уште во фаза на почетокот на порастот, штом дојде инфективен процес од пепелницата, зрното гледаме како пука и од таквото зрно немаме никаква добит, него имаме голема штета, бидејќи тоа е веќе отвор за ботритисот, каде што целиот грозд веќе се целосно изопачува и тука веќе нема никаков пред се запакување, нема никаква можност, а уште помалку за некакво созревање на зрна, па да очекуваме некои резултати за грозје, за визбата, која е исто така значајна работа. Која е суштината која сакаме да ја потенцираме за овој квалитетен препарат? Значи, каратанот, тоа што рековме за неговото делување по однос на тоа што од температури од 5 до 40 степени тој може да се слободно користи. Тоа е навистина една голема предност. Тој е активен во сите стадиуми на развој на патогенот, делувајќи преку инхибирање на клеточното дишење со разградување на оксидативните иони со менување на протеинскиот и митохондричен дел и на еден начин го разорува клеточната мембрана и тука имаме навистина голема ефикасност и затоа збориме дека има превентивно, куративно и ерадикативно делување како еден од квалитетните препарати кој навистина во догледно време тој си има веќе и свое место и во лозарството, и во воштарството, и градинарското производство во Република Македонија. Тој, со неговата примена, навистина дава една фантастична резултати. Во Република Македонија тој е регистриран за сузбивање на пепелниците кај виновата лоза, тоа е унцинолотанекатор, во концентрација од само 0,05%. Значи, тоа се минимални дози, а висока и квалитетна ефикасност во сузбивање на пепелницата. Значи, со еден збор, каратанот ние може да го на еден начин почнеме од самиот почеток со следливоста, каде што еве во овие сушни услови и пеколни горештини, пепелниците веќе имаат еден, уште во ластарчето кога е мало, веќе имаат почетоци на развој на оние први фруктификации на младиот ластар кога е и 5 сантима, да кажеме, со големина. Тука веќе имаме навистина видливи првични почетоци на фруктификација на габата. И најважното нешто, при цветењето на виновата лоза, тука имаме голем, бидејќи тога стомените отвори се навистина во еден голем број и многу лесно настануваат оние инфективни процеси кога е цветот отворен и јасно се гледа таа инфективна генерација која тука ја покажавме и на младите листови почнува, младото ластарче почнува да биде зафатено и имаме навистина нагол напад од пепелницата, пример кај виновата лоза. Тука веќе тоа првично превентивно делување, куративниот ефект и ерадикативното делување, тука имаме еден навистина голем успех од
успешно спречување на ширење на фруктификација на габата и нејзино ширење во понатамушниот дел од насадот или од пластеникот. Многу добри резултати во пластеничкото производство добивме од примената на каратанот во успешна заштита на краставиците. Ние, тоа камерата може да го покаже, не е мал случајот, за само неколку дена пепелницата со нејзината подлост по однос на брзиот чин на ширење, таа фруктификација еклодира со еден јак интензитет и за само неколку дена гледаме ова шаренило по лисјата и навистина тука со таквиот напад имаме кратење на овие фотосинтетски активности, асимилативниот процес кој треба да работи фактички листот и да гои краставицата. Со тие процеси ние веќе имаме еден навистина загрижувачки дел, што јас мислам дека доколку не се оди со оној прав стручен пристап и мора да кажеме не само каратанот, од стручен аспект, мора она следливост или утрински прегледи на пластениците, на лозовиот насад, насадот од јаболко, бидејќи за кај јаболкото мора да кажеме дека кај подосферата, левкотриха, имаме фантастични, тоа е пепелницата кај јаболката, имаме фантастични резултати ако ние одиме прво со превентивен квалитетен третман и следливоста да биде, после тоа се оди со уште еден третман, зависно од временските услови. Тука ние не дозволуваме педосферата кај јаболката да на самиот почеток го свитка врвниот дел и кој треба да расте со меристемскиот чин што го има и да цвета и да плодоноси. Наместо тоа ние имаме во концентрација од само 0,05%, тоа сите стручни лица, па и земјоделците го знаат, тоа е една минимална доза со која тој постигнува фантастични резултати. И што е друга карактеристика која заслужува внимание и да не излезе дека го фалиме како препарат, тој е компатибилен со сите други хемиски средства и оние стимулативни средства и фолиарни ѓубрива и така натаму. Со инсектицидите, значи со еден збор во таа интегрална, комплетна заштита, каратанот ги дава оние фантастични резултати кои од него се очекуваат. За начинот на дејствување, ние мора да кажеме дека многу брзата и ефикасна, превентивна, потоа и куративна активност која има, тука ние буквално не дозволуваме да пепелницата се развие во една форма, а да после тоа ја ние чистиме и правиме дупли заштити за неколку дена да се прска 2 пати, 3 пати, што знаат дел од производителите кои маки ги има кога имаме нагла пламеница или пепелница. Тука се оди еден третман, па за ден-два уште еден третман, за да може да санкционира оној епифитотичен појав, чинна појава на пепелницата во насадите од винова лоза или во пластеничката производство. Мора да кажеме дека каратанегол во Европската Унија е регистриран за конкретно за сузбивање со конкретни овие предиспозиции за пепелницата кај јаболката, пепелницата кај тиквата, пепелницата кај дињата, лубеницата и јагодите кои се најчувствителни по однос на нивното одгледување. Веќе рековме
што е многу важно за сите нас заштитари кои практично спроведуваме заштита, каратане голд може да се употреби. Ако во свое време ние се чувавме, ако употребиме било кој сумпорно средство при температури над 30-35 степени, може да се јави штета на гроздот, штета на листот од температурите. Тука таа карактеристика треба да се предпочита со оглед на тоа тие глобални климатски промени кои ги имаме и нагли затоплување над 40 степени имаме кога гроздот баш расте таму јули-август, тука каратанот за наши услови при такви температурни амплитуди дава фантастична квалитетна заштита од превентивен аспект, бидејќи ние стручњаците во филозофијата на заштитата друго не треба да запазуваме, освен тоа дека најважното нешто е превентивното третирање на било кој насад. Значи, или по-конкретно, тоа го збориме ние често, подобро да спречиме отколку да лечиме. А тука со превентивниот третман, пред да таа почне да фруктифицира, пред да таа пламне, пепелницата што знае да биде незгодна, ние третираме и успешно го спречуваме нејзиното ширење. И сега во првите фази од развојот на виновата лоза, бидејќи кога е посреди каренцата, тука мора да бидеме внимателни, за виновата лоза каренцата е нешто по-долготрајна, бидејќи он има и по-долготраен ефект по однос на успешно сузбивање на пепелницата. А иначе во градинарските култури, кај јагодата, лубеницата, дињата, тиквиците и друго, е само 3 дена каренца, што значи дека е тоа подносливо, да кажам, бидејќи тие култури се и берат. А за виновата лоза, каде што знаеме, ако се применува сега во фаза на почетокот на порастот, да спречиме нејзина појава, ние имаме навистина долг период до бербата на грозјето за запазување на каренцата, што е значајно за секоја култура и за секој препарат како ново што ние ја прокламираме. Кога збориме за пепелниците, има и други препарати, но каратане голдот му даваме приоритет, бидејќи применет во тие порани фази од развојот, ние спречуваме понатамошни можни појави на пепелницата во размери, каде што покасно може многу тешко да се спречи. Затоа, нејзината компатибилност, каратанато како препарат со компатибилноста со средствата, со тоа што температурата не одигрува никаква улога по однос на неговата ефикасност, тој чинна превентивно, куративно и ердикативно делување, наведува на тоа дека тој препарат треба да се најде како во градинарството, кое нешто пепелницата знаеме се што прави и кај краставицата и кај сите култури, во овоштарството, каде што во Европската Унија имат утврдено дека каратанот кај јаболкото за подосфера леукотриха дава фантастични резултати и во лозарството за унцинулата навистина постигнува фантастични резултати. И на крајот да кажеме дека сега е периодот кога треба тоа производителите и на винова лоза и овошни наседи и градинарски култури да го препознаат тоа, таа негова питомост со и компатибилност со други препарати, тој може да најде место комплетно во земјоделското производство за успешна заштита од пепелницата.
Слушнавме новините кои ни доаѓаат од фитофармацијата. Професоре, пораката за крај на оваа емисија до земјоделските производители, нашите гледачи. Пораката за оваа недела, бидејќи во Кавадаречко загрижени се голем дел од луѓе, прскаат, а пепелницата хара кај одредени луѓе. Затоа минатата недела ние го презентиравме преку тие лабораториски уедноставувања колисот како системичен двокомпонентен препарат кој за пепелниците навистина дава фантастични резултати. Но сега ударното, она веќе појавено, каратанот, јас го декларирам како контактен и буквално чистач на виновата лоза од пепелницата. Значи тој со контактното делување буквално мицелиумот, конидиите, затоа збориме обилното и квалитетно прскање со максимална микронизација, да дојде до гроздот, да дојде до тие фруктификациони органи. Препаратот каде што го чисти буквално, стопира со секакви понатамошни активности и тука веќе зрното ќе се рехабилитира делумно, бидејќи она кое е веќе многу заразено. Видовме и во прилогот. Тука некротизира таа зона и кога расте зрното, тука доаѓа до пукање на зрното, а тоа е влезна врата за ботритисот. Затоа нашата препорака сега каратанот да се примени, но со една квалитетна апликација, со прочистување на неколку листа околу гроздот и квалитетната апликација ќе дојде до тоа да се гроздот изчисти, бидејќи, веќе Петроден дојдели и тука почнуваат оние престанок на можности на ширење на некои болести, како што е пламењачата и така натаму, која на високи температури таа буквално и не може да се шири. Тука, значи, гроздовите молци се потенцијална опасност, за која следната недела ќе имаме следната емисија ќе имаме некои по-конкретни видувања, бидејќи тој во трета генерација сега ќе ни направи големи можни проблеми. А за тоа нешто ние во емисиите, тоа што од теренот го целосно обсервирам, тука ние го коментираме на еден пристоен начин, препознатлив начин и прифатлив за секој лозар кој сака да добие квалитетно производство. Ви благодарам. Благодарам и вам. На крај сме на Агроспектар, почитувани гледачи, благодарам што бевте со нас, имајте секој добро.